Денешните политичари во Русија, како и нивните советски претходници, многу често ги фалат жените и ветуваат поддршка и нивна заштита. Трудно представити историю. Тешко да се замисли развојот на нашата држава без конструктивниот влог на прекрасните руски жени. Но активистите за човекови права велат дека официјалната статистика во државата покажува дека е потребно подобрување на владините политики за родова еднаквост. Среди 21%. 67% од 21 милион луѓе кои живеат под прагот на сиромаштијата во Русија се жени. Постои особена загриженост за домашното насилство во Русија, најчесто од страна на мажите. Во 2017 парламентот делумно го декриминализираше домашното физичко насилство, поведувајќи парични казни место затвор. В среднем семја во России. Генерално, просечно руско семејство има заеднички буџет. Замислете, прво ја тепа, а потоа плаќа казна со нејзините пари. Владата пак вели дека бројот на случаи на домашно насилство опаднал речиси на половина, откако стапил во сила новиот закон. Когда она приходит ко мне во сне, я её... Кога ќе ми се појави во сон, можам јасно да ја видам и да ја гушнам. Ана Верба се сеќава на незината 28 годишна ќерка Елена, чиј сопруг ја избол со нож 57 пати и ја оставил да умре во преградка на нивниот 7-годишен син. И никто Легализира убиство. Никој не се обидува да го спречи ова. Има ли правда? Таа ги обвинува полицијата и новиот закон за смртта на незината ќерка, велејќи дека надлежните ги игнорирале повиците, кога сопругот на Елена првпат ја нападнал со нож 4 месеци пред убиството. Вот мне такой нужен закон. Потребен е закон што ќе ме заштити, за да не стравувам за мојот и за животот на мојот внук, да не мора да се крием од овој убиец. Според невладината организација Домашно насилство, повеќе од 16 милиони жени во Русија се жртви на домашно насилство секоја година. Само 10% од нив го пријавуваат насилството во полиција. Плачот на останатите останува нечуен.